Тутунарите денеска повторно ја запрашаа владата зошто тие и сточарите не се вклучени во мерката за помош на земјоделците зелена нафта. Велат дека ако некој од власта не знаел, и тракторите од тутунарите, како и останатите трактори, возеле на нафта, а не на вода. Иако упатиле прашања до повеќе институции, никој не сакал да им одговори зошто тутунарите не добиваат ваква помош. Исто така, тутунарите уште еднаш запрашаа зошто и после неколку месеци државата не го исплаќа така наречениот петти ковид пакет како помош за тутунарите. Иако знаеме дека овој пакет се изгласа во собранието уште пред 3-4 месеци, односно во месец април, и сите сме сведоци со еден циркус како се донесе, со носење на заразени пратеници и како в театар сето тоа се направи. Сега е септември месец за неколку дена, ние овие пари не сме ги добили. Зошто? Што е причината? Бараме одговори од надлежните и бараме веднаш исплата. Поради огромните суши, тутунарите велат дека родот е преполовен и бараат прогласување на елементарна непогода, како изголемување на откупните цени за 30 денари по класа. Ако просекот на државата е негде од 150 до 180 килограми, очекуваме тој да се движи од 80 килограми по декар по единица површина, а во районите каде што нема наводнување по 50 килограми од декар. Тоа ќе биде катастрофално лоша година и спрема анализите од терен ќе се движи околу 15 до 16 милиони реколтата, која што знаете дека е ограничена на 22 милиони килограми. Од каде ќе ги најдат овие 5-6 милиони килограми откупувачите, не знаеме, баш сакаме да видиме што ќе се случи на терен. Дали тоа ќе го увозат со овој фамозен член од закон кој што му дозволува увоз на откупните предпријатија, не знаеме, меѓутоа факт е дека ќе фалат 5-6 милиони килограми до оние 22 милиони кои што Министерството ги ограничи на производителите. Тутунарите се пожали и тоа дека се уште дел од нив немаат земена субвенции поради бирократски процедури. Се вада на варијанта дека немале подмирено пашарина, дека немале платено водарина, некој има подмирено, нешто е, значи, закочена работава меѓу институциите. Во Прилепско поле ти вела платено е, во платежна агенција ти вела дека си, да речам, должник спрема Прилепско поле или према пашарина. Значи моментално субвенциите и тие што се исплатени, не се во целост исплатени, а и треба уште голем дел да се исплати. За сите овие отворени прашања, тутунарите бараат итна средба со надлежните институции.